Наместо да штеди уште повеќе ќе троши. Министерството за транспорт ќе побара дополнителни 5 милиони евра наменети за гасификација со прекројувањето на државната каса, најави денеска министерот Бочварски. Ниту неголемиот буџет досега нема да биде доволен за сите проекти кои министерството сака да ги спроведе. Бочварски очекува владата да има слух за неговото барање и да ги префрли парите. Според него, најголем дел од финансиите на неговото министерство не би требало да бидат скратени и капиталните инвестиции требало да се реализираат. Ќе побараме дополнителни средства, например за изградба на гасоводите, каде што имаме реално доста добра реализација. Секаде каде што имаме добра реализација ќе побараме дополнителни средства. Не е штета доколку инвестираме во инфраструктура, така што очекувам и сите средства кои што се наменети за изградба на инфраструктура во најголем дел да ги задржиме со цел да ги инвестираме и до крајот на годината да го подигнеме процентот на реализација. Министерството за транспорт доби дополнителни 100 милиони евра за изградба на 3 автопатски делници долж коридорите 8 и 10, договорени преку директна спогодба со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. Кон крајот на јуни конечно треба да продолжи изградбата на долго очекуваната железничка пруга кон Бугарија. Ова го најави директорот на Железници инфраструктура Хари Локвенец. Уверува дека овој пат ќе се работело на првите две делници Куманово-Белјаковце и Белјаковце-Крива Паланка. Овој повеќе децениски проект конечно треба да биде готов до 2027 година. Владата за годинава имаше амбициозен план за реализација на капитални проекти од над 600 милиони евра, кој тешко ќе стане реалност. Според податоците на Министерството за финансии, до минатата недела биле потрошени едва 104 милиони евра за капитални расходи или 16,7% од планираното. Ребалансот за буџетот е во тек и треба да биде објавен наскоро. Премиерот Ковачевски информираше дека калкулациите на расходите се веќе завршени и се работи на приходната страна. Прекроениот буџет треба да се најде пред пратениците до крајот на месецов.